Серија оправдување на функционерите од здравствениот систем. Зошто државата не може да ги покрие трошоците за лекување на младиот Леонид Иванов? Власта растрчана цел ден дели изговори по медиумите. Како тоа дека Леонид не бил во живото загрозувачка состојба, инаку ќе одобреле пари во рок од 24 часа. Ова беше помеѓу главните причини, кои челниците на Фондот за здравство денес ги споделија со јавноста. Тие исто така се правдаат и со законот, кој дозволувал да се покријат интервенции и лекување, но не и потребната рехабилитација, која пак според заменик министерката за здравство Манолева можело да се направи и во Македонија. Родителите немаат побарано никакво мислење од соодветна институција за можноста или неможноста за завршување на лекувањето, односно за рехабилитација на тоа дете во нашите установи. Така да сметам дека треба прво да се изоди тој пат и дури потоа да кажеме да ја прегледаме целата медицинска документација, да го видиме клинички пациентот и дури потоа стручниот колегиум на соодветните клиники да даде свое мислење и да каже дали има или нема можност за продолжување на лекувањето или на рехабилитацијата во нашите институции. Според информациите кои се проширија во јавност, на младиот Леонид во моментов му е потребно рехабилитација на дишните органи, зашто пак Македонија не ги поседува потребните апарати. Од Фондот за здравство пак целата одговорност ја префрлаат на првостепената комисија и конзилијарното мислење на лекарите, кои одлучувале за тоа дали на Леонид треба да му се плати лекувањето или не. Велат, оттаму до фондот не доставиле јасни и прецизни препораки, а на брифингот со новинарите, велат ја поканили и председателката на комисијата, ревматологот доктор Сања Петрова, која пак не се појави да даде објаснување, додека пак за транспортот на Леонид со државен хеликоптер на рехабилитација во Австрија, зашто надлежните не заборавија да се пофалат. Заменик министерката Манолева вели, тоа не било одлука на Министерството за здравство. Родителите само иницијативно побарале од Центарот за управување со кризи. Заминувањето на детето беше побарање на родителот. Индивидуално барање на родителот упатено до Центарот за управување со кризи, кој што таа информација ја сподели до Министерството за внатрешни работи, а Министерството за внатрешни работи заради подпишаниот меморандум за соработка со Министерството за здравство овозможи на родителите транспорт на навистина тежок пациент од Скопје до Виена преку хеликоптерски транспорт. Решението за лекувањето на Леонид, како и други кои се наоѓаат во слична состојба, според Фондот за здравствено осигурување, е менување на правилникот и листата на услуги кои ги покриваат. Но за тоа да се случи, потребно е да се промени законот, за чија пак измена засега не се брзаат. Велат тоа е така затоа што во консултации со Светската здравствена организација веќе некое време се подготвува целосен ремонт на македонскиот здравствен систем.